сега, како што веќе ви најавив, одиме накусово живо во УХМР. Борис Секирарски ќе го имаме како соговорник на Ивана. Ивана, добро ти, или да ти кажам студено ти утро. Те гледам дека ми ти е студенко, душо моја. Ивана, да, на вистина... Моментално. Предпоставувам дека главното прашање ќе ти биде до кога ќе траат овие минусни температури. Јас како твоја колешка да си нарачам уште едно подиректно прашање да го прашаш твојот соговорник, а тоа е кога ќе почне летото, ич да не се мачиме. Ивана, повели со твојот разговор. Да те поздравам искрено тебе и сите наши гледачи. Ова утро да спомена, ве поздравуваме од управата за хидрометеоролошки работи, каде ќе дознаеме за тоа какво време не очекува денеска, па и во текот на наредните денови, но и главното и важно прашање, за разлика од тебе, Искр, кој што сакаш потопли и сончеви денови, некои од луѓето и чекаат да падне снег и да одат во некои од скијачките центри низ земјава и да скијат. Со Борис Секирарски ова утро ги дознаваме овие информации. Добро ви утро, Борис. Добро утро. Денеска е моментално минус 4 степени Целзиусови имаме во главниот град. Какво време не очекува денеска и во наредните денови низ Републикава? Да, па преку ноќта остана студено, пред се во котлините, во централните и особено во источните делови. Температурата во Малешевијата се спушти до минус 9 степен, во Скопје Петровец до минус 7, но за разлика од таму, пак во западните делови температурата во Маврово и во Крушево е утринава плюс 1 степен. Тоа е пред се поради јужното струење, денеска ќе имаме јужен ветер, во западните делови со повремени врнежи од дожд, на планините и понекаде на повисоките места, овие врнежи ќе бидат од снег. Врнежите, услови за краткотрајни врнежи ќе има и во делови од Скопската котлина. Во Скопскава котлина ќе остане постудено, во Републиката денес температури од 3 до 8 степени, во Скопската котлина до 3 степен. Во утекот на утрешниот ден се уште предпладне и повторно на западот ќе имаме услови за краткотрајни врнежи, претежно од дожд, на планините од слаб снег, а во деновите потоа ќе имаме се повеќе јужно струење и тоа ќе донесе пријатни температури. Во котлините понекаде и магливо време, таму ќе биде посвежо, но во четврток и особено во петок на југоистокот температурата и до 16 степен. Поголемо освежување веднаш во деновите на викендот. Значи, наскоро еве не очекуваат потопли температури, но многуму исто така ги интересира и кога ќе имаме снег на пониските места. Краткотрајно снег ќе може да се случи во текот на ноќните часови, веќе во следната ноќ, меѓутоа тоа ќе бидат само повремени преминувања на врнежите од слаб дожд кон слаб снег. Благодарам, господин Борис, за одвоеното време. Ете, Искра, како што можевме да слушнеме, не очекува затоплување за време на викендот, така што ќе си почекаш малку повеќе додека да дојде летото, но сепак еве овие минусни температури ќе дојдат во плюси веќе за време на викендот, па ќе имаме, може да кажеме, со право и веќе пролетни температури кои што на некои места ќе достигнат и до плюс 5-16 степени. Да, ама Ивана, за жал разочарување за оние кои што сакаат снег. Очигледно побрзо ќе дојде летото отколку што ќе падне снег. Така некако му доаѓа.